Живот во кутија е изложба која се најде во швајцарската програма за култура на Западен Балкан. Програмата се реализираше од 1999 до 2012 и минатата недела имаше и официјално заокружување на активностите. Како Живот во кутија, изложбата на Драги Неделчевски, се најде на оваа манифестација? Изложбата Живот во кутија, можем слободно да кажем, е еден од најзначајните фотографски проекти што јас лично сум ги направил во својот живот, во својот фотографски живот. И таа изложба беше реализирана 2008-2009 година со изложба во Мала станица во Скопје. И тогаш оваа изложба беше всушност дел од швајцарската програма за култура Западен Балкан, бидејќи беше финансирана од таа програма. Годинава имав чест во организација на Македонската амбасада и на швајцарската програма за култура, јас и изложбата Живот во кутија да бидеме гости во Сараево на завршната манифестација, заедно со уште некои други уметници од Косово, од Словенија, да го увеличаме крајот на оваа програма, која што многу придонесе за развој на културата на овие простори. Живот во кутија е една белешка од секојдневието, вашето секојдневие, на семејна приказна. Како одекна меѓу сараевската публика? За мене беше многу чудна реакцијата на првата изложба што има во Скопје. Јас како фотограф очекував реакции за фотографиите, дали се добро снимени, за нивниот ликовен квалитет, светло, композиција. Тоа беа црно-бели документарни фотографии. Јас како фотограф очекував реакции на таа страна. Но реакцијата на тогашната публика во Скопје, а таква реакција имаше и во Белград, а се повтори и сега во Сараево, беше таква што ретко кој зборуваше за фотографиите, за нивното ликовно значење, нивната ликовна вредност, иако сите се сложија дека се добри, туку сите зборуваа за содржината на таа изложба. А содржината на таа изложба е еден интимен камерен фотоесеј, што јас го снимав 9 месеци во кругот на моето семејство, во нашиот стан, во Тетово, благодарение на дозволата на домашните, посебно на мојата сопруга Оливера. И јас направив нешто што можеби во светот се прави, но на овие простори можеби и не е вообичаено. Значи, го снимив својот живот со дете заболено од церебрална парализа, кое што бара нега 24 часа дневно, и го покажав тоа на јавноста. Имам своји причини зашто тоа го направив, а причините се и како фотограф, и како човек од моја страна, како родител на едно такво дете. И луѓето беа изненадени од нашата храброст и решително што сме решиле својот живот така да го соголиме и да го покажеме на другите. Заминавте во Сараево после Скопје, Белград. Дел од тетовската публика имаше да ги види можност овие фотографии. Меѓутоа, меѓу сараевската публика имаше ли луѓе кои што беа дојдени однадвор затоа што се работи за проект на Западен Балкан? Што се може да се види, освен Животот во кутија, на оваа завршна манифестација во Сараево? На завршнава манифестација имаше покането околу 100 гости од државите што не окружуваат: Македонија, Србија, Босна, Албанија, имаше од Косово и така натаму. Имаше театарски представи, имаше изложби на фотографии, на инсталации и некои други слични манифестации. На самата изложба имаше доста публика од Сараево, гостите беа присутни, а ме изненади и тоа што во Сараево имаше многу луѓе од тука од Македонија, кои што и некои од нив лично ги познава. Се заокружи уште една ваша активност, се представивте пред меѓународната публика. Што натаму ќе излезе од вашиот фотографски апарат? Па јас паралелно работам на неколку поголеми фотографски проекти. Тоа се подолгорочни фотографски проекти и се надевам дека летово, ако биде се во ред, можеби ќе имам и своја самостојна изложба во Скопје, но можеби се уште е рано за тоа да се зборува. Темата ќе биде сосема друга, но се надевам дека сепак ќе биде на изложбата и фотографиите направени на мој начин. Господин Неделчевски, ви благодарам што бевте во
ова издание на Актуел и се надевам дека активностите кои што ги најавувате навистина ќе ги реализирате онака како што вие предвидувате. Ви благодарам и вам.